الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهره وظنونه، أحمده على جوده وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел, кај салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до судниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Џел во суратул Бакара 187 ајет вели субханаху ва таала: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Велит Аллах субханаху ва таала: ви се дозволува во ночите на постот да имате интимен однос со вашите жени. Тие се ваша облека, а вие сте нивна облека. Аллах знае дека ви беше тешко, па го прифати вашето покаяние и ви прости. Затоа сега имајте интимен однос со нив и барајте го тоа што Аллах Азза ва Џелле веќе ви го одредил. Јадете и пијте, се додека не бидете во можност да го разликувате белилото од црнилото на зората, а потоа довршете го постот се до ноќта, се до зајди сонце. Во овој благороден ает, возвишениот Аллах Азза ва Џел ги спомнува основите на работите што го расипуваат постот. Основни работи што го расипуваат постот се интимниот однос, јадењето и пиењето. Овие се три темели и три основи кои го расипуваат постот. А Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем во својот суннет ги појасна деталите и ни ги разјасни прописите од она што Аллах Азза ва Џелле го спомна во неговата книга. Па од работите, браќа, што го расипуваат постот, првото и најтешкото е интимниот однос во текот на постот. Ове е најголемото и најтешкото погрев од свите работи што го расипет постот. Имаме неколку работи што го расипет. Најтешкото во грев е интимен однос во текот на постот. Кога постачот ќе го направит овија грев и ќе имат интимен однос во текот на денот во Рамазан, тогаш неговиот пост се поништува. Па треба истиот ден да го надокнади после Рамазан. Но не е само тоа. Туку има плюс казна за ова дело. Има кефарат и откуп за овој грев што го направи. Освен тоа, што треба да го напости овој ден, треба да даде и кефарат. А тоа е прво ослободување на роб верник. Ако тоа не може, што немат сега робој, тогаш втора опција, а тоа е постење на 2 последователни месеци.
2 цели месеци мора да и напости после Рамазан без да прекини еден ден. Узастопно. Освен поради шеријатски оправдани причини, како што се 2 денови од Бајрам или други здравствени причини. Ако во текот на овие 2 месеци последователни прескокни еден ден, ча прекини бар еден ден, тогаш наново пак мора да и повтори цели 2 месеци. Ако и ове немој да и постите овие 2 месеци, тогаш останви третата опција, а тоа е да нахрани 60 сиромаси. Све во ове бреча заради овија грев, заради имање однос во текот на денот, во Рамазан. Прво е значи ослободување на роб, тоа го немаме. Второ, морат да пости 2 месеци узастопно, без да прекини. Ако не е во можност да пости 2 месеци, тогаш останви последната опција, а тоа е да нахрани 60 сиромаси. Од Ебу Хурейра ради Аллаху ан се пренесува дека рекол: додека седевме со Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем, дојде еден човек и рече: о Аллахов пратенику, пропаднав. Па го прашал Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем: што ти се случи? Кое дело го направи зашто мислиш дека си пропаднат? Па му рекол: имав однос со мојата жена во текот на денот додека постев Рамазан. Па Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем му рекол: имаш ли роб што можеш да го ослободиш? Му рекол: не, немам. Па му рекол, го праша Мухамед алейхиссалам: тогаш можеш ли да постиш 2 месеци едно по друго последователно, без прекин? Му рекол: не можам, нема снага да пости 2 месеци. Го прашал алейхиссалату вассалам: имаш ли можност да нахраниш 60 сиромаси? И ова е третата опција. Но овој асхаб кој бил премногу сиромашен му рекол: не можам ни тоа, не можам да нахранам 60 сиромаси. Тогаш Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем е замолчал. Се додека не му дојде објава, не му дојде одговор од Аллах азза ва џел. Потоа, додека биле во таа состојба, некој му донесол на Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем кошница полна со урми. Па Аллаховиот пратеник алейхи салату ва салам прашал: каде е тој што ме прашуваше за денот на Рамазан? Па станал рекол: јас, о Аллах пратенику. Па му рекол алейхи салату ва салам: земи го овие урми и подели ги како садака. И теа му било кефарат и откуп за тој грев што го извршил. Потоа, слично на ове, е и втората работа што го расипува постот, е намерно испуштање на семе. Аллах не се срамит од вистината, намерно предизвикување на испуштање на сперма. Ове мора да се спомени, зашто е себеб за да се расипат постот. Ове е со шарт ако намерно и свесно се предизвикат. Во хадис ел-Кудси дојдено дека Аллах азза ва џелле велит: за постачот го остава своето јадење и пиење и својата страст заради мене. Но, ако се случи тоа испуштање во сон или ненамерно, само од мислење, не му смета на постот и не го расипит постот. Значи, имат разлика намерно и ненамерно. Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем велит: на вистина Аллах азза ва џел и прости на мојот уммет, на моите следбеници, за оне што нивните души го мислет,
за оне што човекот го мисли, нема да бидите одговорен све додека не го направи во дело или не го прогорит. Секој еден од нас мислите имат мислења разни и немој да ја контролират. Но нема да бидите одговорен све додека не го истајте во дело тоа што го мислит или не го прогорит. Третата основа, брече, што го расипи постот е јадење и пиење. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле велит: јадете и пијте, се додека не бидете во можност да го разликувате белилото од црнилото на зората, а потоа довршете го постот се до ноќта од зајди сонце. Што значи дека овој ает јасно ни покажува дека постот е воздржување од јадење и пиење од појава на зората се до заоѓање на сонцето. Овдека влегува исто така внесување на течност преку носот. И ове имат исти пропис како јадење и пиење. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем му рекол на Лекит ибн Сабура: кога земаш абдес, внеси шо подлабоко вода во носот. Кога се земи абдес, треба да се измие носот 3 пати. Му вели Мухамед алейхи салам и овој суннет, што подлабоко да внесиш вода во твојот нос. Му вели освен ако си постач. Што значи дека ако преку носот влези течност во твојата внатрешност, теја го расипит постот. И затоа постачот треба тубо да внимават кога земвит абдес и кога го миет својот нос. А што се однесува до мирисањето на разни мириси, тоа не го расипува постот. Освен ако се од оние видови на мириси кои имаат чад, кои имаат прашина. А овде влегвит исто пазење од оние кои пие цигарија во текот на Рамазан, а имат некој што постит, да пази да не му влегви чад од цигарена во неговиот нос. Зашто ове оне што го расипит постот ако влезит во неговата внатрешност. Четврта работа е оне што е во значење на јадење и пиење. Како што е хранлива инекција. Имаме инекции кои човек имат потреба некогаш, имаме хранливи, а имаме и инекции кои не се хранливи. Што се однесува до оние инекции кои се хранливи, овие инекции во основа го менвет јадењето и пиењето. Човек може да седи со ове вештачко, со овие инекции, без да јајд и без да пиет. Ваков вид на инекција го расипит постот. Ваков вид на хранлива инекција го расипит постот. А што се однесува до оние инекции кои не се хранливи, без разлика, дали се даваат во мускул, дали се даваат во вена, ваков вид на инекција не го расипит постот. Исто така, кога се рејти инекција, која не е хранлива, ако му дојде некаква горчливост во неговото горло, ове исто така не е знак дека му се расипит постот. Да не помисли дека му се расипит постот ако осети нешто во неговото горло. Значи, накратко се гледа дали инекцијава состојкава е хранлива или не е хранлива. Ако е хранлива, го расипит постот, ако не е хранлива, не го расипит постот. Петта работа што го расипит постот и последно иншалла е намерно повраќање. Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем вели: кого ке го надвладее повраќањето, нема обврска да го напости, значи не му се расипит. А кој намерно ке предизвика повраќање, тој мора да го напости тој ден. Значи, ако човек намерно предизвика повраќање, без разлика дали е со дејство, како е да клај порст, или со мирис, намерно да мириса нешто што може да поврати, или пак со гледање, намерно гледа нешто што немој да го понеси, што го терат да поврати, све во ове се рачунат за намерно предизвикување на повраќање. И ове го расипит постот.
а додека ако не е намерно го провладават човека, теа не му го расипи постот. Овие се 4-5 работи кои се основа во расипување на постот. Го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джеле да ни даде разбирање во неговата вера, во неговите прописи, да ни го чува нашиот постот све оне што мој да го расипат, намерно или ненамерно, и го молиме на Аллах Азза ва Джеле да ни спојди во Дженнетул Фирдаус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.